Почитувани, главното прашање кое ја мачи македонската јавност веќе подолг период е каде се парите од рекетот собрани во скапите Луи Витон торби. Еве денес можеме да соопштиме дека беа најдени и тоа кај Мирчо свињарникот во Струмица. Сите овие Луи Витон торби во кои што има 8 милиони евра рекет. Овие пари ги донесовме овде пред владата, кај сопственикот на тој рекет. Така важи правилото за бон-тон. Изгубеното секогаш се враќа кај сопственикот. Од овие пари има за сите. Нормално, најголем дел од нив припаѓаат кај оној кој највеќе се измачил за овој рекет. Браќата Далтон, Зоран и Вице Заев. Од овие рекетирани пари може владата на Зоран Заев да си купи и кичма, бидејќи оваа ја искривија и целосно ја расходуваа. Од рекетираните пари може да си купат и нов Мерцедес, зашто овој не го продадоа, а нели и мачки го изгребаа. Од рекетираните пари може да се подмира дури и рускоска и кацарска, зашто не бива да се утепуваат од водење прогон, а евро да не припадне за нив. Нека ја копираат за евата братска делба, евро за русковска, евро за кацарска. Од овие пари има и за нов сателит партии на Зоран Заев, иако таквите можат и од свој джеб да ги финансираат. Од рекетираните пари ќе има и за нови жардинјери и цвеќиња, зашто на тендер се трошат над 2,5 милиони евра државни пари. Од рекетираните пари може да се финансира и нова луда забава за правење мафини на Коста Петров, Мила Царовска, Сања Лукареска, додека народот гладува. За нив поважни се мафините од изградба на нови студентски домови. Овде има пари и за лекување на фобијата на Дамјан Манчевски од мотика. Овде има пари и за нов тендер на Филипче и скап пејач и луди забави на Шилегов. Извинете, впрочем, нив и не им требаат пари, веќе ги направија со Тони. Се разбира, ние мислиме и за Шикеринска. Овде во овие Луи Витон торби има пари и за проширување на викендицата во Маврово, бидејќи 300 квадрати и не се доволни. Ке има и за нови скијања за семејството Заеви, за да се прикажат оние 200.000 кои што не напуштија за 3 години и никогаш нема да се вратат. Овде има пари да си купат и ново достоинство и чест. Всушност, треба да разберат дека тоа не се купува исто и како чистиот образ. Шегата настрана, да се вратиме во реалност. Ги оставаме торбите да се спакуваат и да си заминат. А мора да си заминат, за да повеќе младите не си заминуваат, за да може младите да ја исправат кичмата која тие ни ја виткаат. За да можеме да се избориме за достоинство, разбирање и шанса која им треба на младите. 12 април е одговорот. Ви благодарам.